ali znate kad neko kaže lijep si kao grčka statua, to nije kompliment iz jednog jedinog razloga, a to je zato što sve grčke statue imaju ovak mali kurac. Ovak mali smokić. Znaš, i ono što je najbolje od svega, postoje dva povijesna razloga za time. Prvi je zato što je u to doba u Grčkoj veliki kurac bio smatran odvratnim, vulgarnim i grotesknim, a mali estetskim lijepim. I sad ti zamisli koliko je malo kurački lobby u Grčkoj bio jak. Da su oni uspjeli uvjeriti ostatak države u I drugo je zato što su se olimpijske igre u to doba igrale gole i onda bi ovi s velikim kuricima mogli mlatarat okolo, što je fakat ima smisla, jer ako ti trčiš 100 metara prepone, možeš sam sebe ozlijediti. Znaš, ti kreneš i kao, op, ko je to? Ja sam. I onda kad skačeš s motkom, ne treba ti motka. Kad skačeš troskok u pjesku, ostavljaš trag u pjesku, znaš, cijeli putem. Totalno do jaja. Da, i Grci su imali te nekakve onoge. Јас сметам дека во моето Скопје, ајде ќе бидам скромен, нема да барам во Париз или во Берлин, во моето Скопје на сред плоштад да се направи фонтана, ја да бидам во природна големина, гол, во бел мермер, пенисот да ми биде златен и подвишен, овдека да ми седи во уво вака, а да имам златна круна на главата, на мадината диаманти, рубини, сафири, и кој како помине тука да земе мојот пенис и да си точи бензин во колата или во аутото или нафта во камионот, што да е, само на копче вака да стисни, стои копчето да биде златно, ако може. Јас се надевам дека никој нема да ги пипка моите мадина, да ги краде диамантите, ниту пак да ми го отсече пенисот златен и да си го земе дома, да си го чува под јастук. Исто така сметам дека ова ќе биде најидеално, јас да бидам на сред плоштад во моето Скопје и така да глумам бензинска пумпа. И така сега нема нафта, нема бензин. И само златен пенис вака кој ќе помине, ќе си го изови вака, ќе си наточи бензин, па оп, ќе ми го врати овдека во уво. Мислам дека гениална идеја. Ќе се сложите со мене, нели? И така. Ете нека ова е моје воведно комично браќање биде еден вид на појма немам. Ете така, на комичен начин простување со нашиот феноменален глумец Кирил Поп Христоф Кил, еден мултиталенат кој што нели одлета во вечноста. Ако го некако го слушне ова, се надевам дека ќе се насмее на мојот хумор и сатира. Инаку ништо ново на Балканот, ништо ново кај нас во Македонија. Имате абсурд до абсурд, имате предводник на борците за насилство против жени, на женските борци за насилство против жени. У СДС имате, ги предводеше еден типичен семеен насилник, голем функционер во СДС, функционер од голем маштаб, замислете, начело на колонава жени, еден докажан семеен насилник ги предводи. А овие се борат против семејно насилство, против фемициди, против вакво онакво. Значи, тоа шарената багра што е собрана тамо, нема шанси да ја расчистат, не знам што да викнат. Цела механизација да ја викнат што ја имаме у Македонија, нема шанси тоа да се расчисти. Ама што е тука, они треба да живеат со тоа. Ние умеѓу време ќе си правиме и вицои на нивна сметка, затоа што, како да ви кажам, тоа е слична работа како на протест против педофилијата, на чело да ставите некој докажан осуден педофил да го предводи протестот против напаствувањето на деца и против педофилите. Тоа е, драги мои, приказната за Алиса во земјата на чудата. Кажете го, место Алиса било кој име, се веќе функционира, се веќе се залепи за нас. И така,
Инаку во меѓувреме, овие плачковци, значи тоа се невидени плачковци, значи на толку ниска фреквенција да кукаат, да бараат отстапки од нас, мислам на бугарине. Тоа е просто неверојатно. И фала Богу што конечно се огласи Македонската академија на науки уврска со македонскиот јазик, с неговата стандартизација, кај што многу убаво тој председателот на МАНУ им објасни што значи официализирањето и стандартизација на литературниот македонски јазик. Но за жал, сите докази што ги имаме да им ги изнесеме на бугарите, они пак ќе се држат за своите фашистички и шовинистички ставови, кои што се многу тврди у однос на Македонија. И се додека се поставуваат така кон нас, треба да бидат свесни дека ние, бугарите, нема да ги сметаме овие бугариве за другари. Така да џабиме све, можат само да сонуваат дека ќе влезат во уставот и да се влажнат на тој сон, тоа се оние влажни соништа, дека македонците еден ден ќе потпишат дека зборат на македонски јазик, дека се бугари, дека Македонија е бугарска, така да нека си се повлажнат уж извесно време, додека не се разбудат од тој нивни кошмар, упот, па целите онака упот, жива вода, па после веројатно ќе си бараат, кога ќе се разбудат такви, веројатно тогаш ќе си бараат некоја друга страна, кај што ќе им седнат ускути, кај што ќе им плачат, кога ќе сватат дека па ја сгрешиле страната, како што е обичај у нивната историја. Најмногу што ми оди кај на нерви, не само кај бугарите, туку и кај одредени околни народи, таа нивна, како да кажам, мода, тренд на ревизија на историјата. Поради тие ревизии на историјата, кога почна на почетокот на 90-тите, знаеме како завршија во одредени земји со колку крвави војни. Бугарија очигледно не се соочи со таква војна, одамна немале војна, одамна немале немири, но како тргнале по овој пат на ревизија на историјата и на негирање на одредени етнички групи и народи што живеат во нивната држава, може да бидат сигурни, ова јас им го потпишувам со две раце, дека ќе дојде тој ден кога мечката ќе заигра во нивниот двор. Насред нивниот двор ќе заигра. Па може после да ставаат и круна на глава и не знам каков пенис, џабе ќе им биде све, ќе бидат препознаени од сите, такви какви што се. Нивната ревизија на историјата, тој ревизионизам оди дотаму, замислете, што тие одредени копилиња тамо кај нив што предничат со своите антимакедонски ставови, тврдат дека бугарите у Втората светска војна ги штителе евреите, не дозволувале евреите да бидат депортирани. Конкретно во Македонија не дозволувале они да бидат депортирани во логорите на смртта, да кажеме како што беше случајот со македонските евреи во Треблинка. И сега ги прашаше, добро, кој ги натовари на возови македонски евреи? Сами се качија. Дојде возов, машиновозачов. На кај идете? Еве до Треблинка тамо, до логорот нацистички тамо, до крематориум има тамо, носам некој. Ај ако сте за, качете се. И овие, крематориум, о, гасна комора. Топ, вози мајсторе, се качили си отишле сами. Сами се собрале во монополот. Тутунски тамо. Сами рекле, дечки, досадно нешто, пичку матер, нема адреналин, бе, оде, 42 година тамо, која било таа, која ги собрале, појма нема.
Нема бе, ништо не се дешава, ова Скопје, ова Селендра, у пичку мата. Да бе, нешто да излеземе малце, да шетнеме, да нешто да не се деси адреналин малце. Каде? Ајбе, у тоа ќе видиме тоа, како е тоа тие Треблинка, Аушвиц, тоа во горите. Видиме што се дешава тамо, онака малце, знаеш, да не буста онака адреналин, па да видиме. Ко преживи причачи, и сами се собрале. Во возот дошол, се качиле. Ете, тоа ви е приказната за нашите соседи. Кога сме кај соседите, гледав една анкета, луѓе, коса на глава ми се крена. Ко Джими Хендрикс, вака ми се накостреши косава цела, после морав да ја скубам. Не можев да изчеслам, не можев да измијам. Измија, пробај да ја фенираш, да ја чешлаш, не да вака седи на кострешан. Викам, чекај, ќе ја кубам, ќе јебе матер, земам. Трак. Зашо ми се накостреши? Овој косава. Гледав некоја анкета, луѓе. Тоа се доцни средношколци, бруцоши, рани факултетли или поима неа млади наши. Нит знаја шо е 8 септември на анкетава, шо празник е. Ни знаја со кои држави ни се соседи, а најмалку ги знаја страните на светот. Луѓе, овој прашува анкетаров, прашува една и вика со кој граничиме на југ, со кој граничиме вика на север. Ова вика, кај беше тоа север, негде доле со Грција. Вика не со Грција. Со Албанија. Не, од трет пут погоди. Врска немаат. Исток вика, со кој граничиме на исток, со Албанија. Знаете колку од тие млади нема појма? Не знам што треба да се направи. Како бе, сакаме држава, бе, основни работи, не знаат. Вика, 8 септември, вика, денот на ослободувањето на Македонија. Вика, близко си, топло. И уште едно нешто каже, ослободување, не ослободен, некој друг збор каже, и од трет пат некако ја наведе, особеност. Кво вадис домине, викале латините, каде одиш, Господе? И ми текна една песна за жал, ќе ја спомнам стихот, не знаеш кој си, што си. Сериозно треба нашата држава да поработи на ова, не знам како да кажам. Не е ова ни да кажеш ни основна некоја, основни познавања, основна, нели, култура, појма немам што да кажам. Ова нешто треба, појма немам што да се направи. Нели поминале прво оделение, второ, трето, цело осмолетка, средно школо, да не знаеш ти страни на светот, да не знаеш кај ти е југ, север, запад, исток, да не знаеш со кој граничиш, да не можеш точно да кажеш на која страна на светот се наоѓа некоја од соседните држави. Просто е неверојатно. Гледаш вака и не ти се верува. Мислиш дека некоја појма немам, некоја хумористична анкета, намерно правена да биде така. Да изгледа смешно и глупо. Ете тоа. Како заклучок порака, да им кажам на овие монголиве, соседиве наши, да им кажам, тој ваш ревизионизам, тоа ваше непризнавање на идентитет на соседен народ, ќе ве донесе во големо срање, ќе ве однесе. Ќе потонете во лајна кога тогаш. Ќе ја доживеете и судбината и на Југославија и на многу други земји што се распаднаа по падот на Берлинскиот зид. Слушајте ми ги зборовите. Сега може сум ви смешен, ќе коментирате на тие ваши сајтови, поготово овие бугарашкиве што се у Македонија,
може ќе ме коментирате, не е битно, запамтете ги овие зборови. Тој ревизионизам ќе ве однесе на патот на вашето исчезнување. Ќе си ебете мајката кога тогаш. Тогаш нема да биде тука ни Сталин, ни Европска Унија да ве вади. Тогаш ќе наебете гадно. Оти ние во рамките на таа социјалистичка федеративна Југославија ја направивме таа грешка и видовме таа до што доведе. Вие уште не сте научиле историјата од соседните ваши народи. Гадно има, дебело има да платите за тоа. Слушнете ми ги моје зборови. Па не знам на колку силна страна да сте. Ке наебете 100%. А у меѓувреме, таа космос, тие евро функционерите не престануваат да ни порачуваат дека нема да примаме членки кои што ги подкопуваат вредностите на Европската Унија. Абе, гојда. У моментов држава која што најмногу ги подкопува вашите вредности е токму Бугарија. Ваша братска земја членка со која што седите на маса. Од таквите ваши членки и вие ќе си ебете мајката. Ако више зборуваме за подкопување на вредностите. Ама и вие очигледно многу работи не сте научили од историјата, затоа веќе плаќате голема цена, ќе платите уште поголема цена. Гледате светот на кај оди. Морам да ви признам, со многу големо уживање ќе гледам кога ќе се распаѓате. И вие на исток соседиве, и унијата. Знаете, ние македонци по што сме познати по сеир кога фаќаме. Седиш и фаќаш сеир. Јадеш пуканки, пиеш пиво. Или пиеш пуканки, јадеш пиво, како сакате, може да се, ама ние уживаме. Али ќе си ја платите цената. А јас очекувам од мојот градоначалник во моето Скопје, значи ја не го барам ово од градоначалникот на Берлин или на Париз, на сред плоштад, да се направи место за мојата фонтана во природна величина, да повторам, од бел мермер, со златна круна на главата, со златен пенис, мадина со диаманти и пенисот по можност вака природна величина, да го чувам вака во уво, кој како помине тука со кола на плоштад, сега како што е криза со пенис, да му напунам, да си земе, да ме фати за пенисот и да си напуни бензин. Се надевам дека никој нема да ми го украде, ке повторам, и никој нема да ме фаќа за мадината, да ми ги украде и диамантите. Ај, чао.